Počitovani naši, gledači na programата во фокус со Силвана Павловска, добар ден и секое добро. Денес продолжуваме со нашата програма посветена на македонската книжевност и историја. Делото на Димитар Митрев, наречено Пиринска Македонија. Денешното четиво гласи кон вистините на една историја и на една сегашност. И ние сме деца на Македонија беше песната што беше изведена од Васка Илиева. Цитирам: очигледно е дека одредените цели може да се остваруваат само со нивни соодветни методи. Цели што се свртени кон обиди да се оспорат објективните резултати на историските процеси, носат самите со себе произволно игнорирање или фалсифицирање на тие процеси. Ние не можеме да одиме по таков пат. Ние не сакаме да ја разобавуваме нашата историја, да ја приспособуваме, тоест да докажува нешто што денес сме го поставиле пред себе, што би противречело на правецот на развитокот и на резултатите што ги носат објективните историски процеси. Ние сме комунисти и марксисти, а не прагматичари. Југословенските комунисти секогаш ја црпеле својата сила не од некакви политички комбинации, туку од тоа што ги поставувале политичките цели длабоко во согласност со стремежите на народот, со објективните закономерности на општествениот и националниот развиток. Ние сакаме наполно да ја раскриеме нашата историја таква каква што е, бидејќи само таа може да ни објасни незините резултати и сета сложеност на овој развиток низ тие кои тие историски се оформиле. Затоа сметам дека ние нема и не смееме да премолчуваме што и да е, или да преиначуваме што и да е од настаните на нашата национална историја. Нам ни треба незиното научно марксистичко толкување. Крај на цитатот на Лазар Колишевски, Историја, стварност и аспирации. При секое творечко користење и при секое луцидно расветлување на историската фактичност неизбежно се постава проблемот за врската и соодносот помеѓу минатото и сегашноста. Без таа поставеност, историографијата се преврнува во статичен и сувопарен историцизам, а на незиниот предмет му се одземаат својството и сугестијата на динамичен животен процес и на законито обележена развојност. Диалектиката на минатото е незаменлива без диалектиката на сегашноста. Реалните и животоспособните тенденции низ нагорните врвици на историјата, било со ефектот на последица, било со ефектот на преобразување, секогаш се простираат во сферите на иднината.
Затоа и обратното е секогаш во сила. Денешното не е без длабоко органска обусловеност од вчерашното и поранешното. Но за автентичноста на изводите и во двата случаја важи самата автентичност на историјата, тоест согледувањето на минатото такво какво што било. Историјата дури тогаш се означува како наука кога е реализирана една продолжителна дистанца од времето во кое се вршеле некогашните општествено-политички чинови до времето во кое извршените некогаш општествено-политички чинови се обележуваат во заграда или одново се истакнуваат како историски релевантности. Затоа се тврди дека обемниот квантум од време е најквалитетниот, најригорозниот и најнепогрешливиот валоризатор на историските феномени. Фактите и податоците што доаѓаат од светот на историското стануваат научна реалност и научен аргумент, толку низ една нивна, адекватна поставеност, такви какви што биле, толку и низ утврдувањето, карактериологијата и битноста на нивните адекватни последици и преобразувања во светот на поновото време. Но да се знае како да се биде сигурен и до крај стабилен во третманот на историското и како некогашна даденост и како проекција во пределите на иднината покрај безусловно нужната студиозност во чинот на фактографското овладување, ќе треба да се знае и како да се овладее сигурноста и стабилноста на една историска методологија што би била во секој однос научна. Оној што нема системно постигнат и длабоко во себе утврден научен методолошки подход спрема општествените процеси и на минатото и на сегашноста, колку и страствено да ја преследува врската меѓу крупните феномени во идните и во другите процеси, по силата на диалектичката неумоливост ќе се најде во незгодноста да врши проблематични и произволни екскурзии и во сегашноста и во минатото, пишува нашиот Димитар Митре во неговото дело Пиринска Македонија. И да врши токму такви толкувања и токму такви коментари. Тоа што се попаѓа понекогаш во фокусот на сентиментално наивното и трагикомичното, тоа што и во наше време и во однос на нашата историја се тавтологизираат одамна осведочени заблуди, за да се обновуваат на полн глас рефрените на стари фикции и стари илузии, а со тоа и поради тоа да се настојува за интерпретација и на стари гревови што не еднаш ги догонувале размерите на тешки историски злосторства, тоа што едно се говори за историјата, а друго говори гласот на историјата. Сето тоа ја изфрлува на показ одсутноста на едно научно методолошко становиште кон проблематиката што ја разоткриваат тврдоглавите историски вистини. Дури и во случај на добронамерност и на несомнена фактографска информираност, но кои се случаи на необдареност со задлабочена историографска интуиција и на неовладеност на научната методолошка постапка, а повеќе од тоа, при конфликтен однос со неа, придржувањето кон историскиот факт останува без дејството на иманентна активна ефектност и без сугестијата на перспективно управена асоцијативност. Затоа се случува кај некои историографи со пасионираност за самоцелно и квантумско нижење на факти и податоци да бидат целосно бесилни за нивната синтетизирана осмисленост. И кај нив, фактот место да пее со својот натрешен глас, блее со немуштиот говор на неговата статична интерпретација.
Odsutноста на синтетизаторска интуитивност, а не помалку од тоа, отсутноста на диалектички раздвижен подход, го лишува фактот од неговата внатрешна вокација и од неговиот внатрешен интензитет и фактот се одгласува во празно и делува фрагментарно, анемично, безживотно и спрема животот на минатото и спрема животот на сегашноста. Во несогледувањето или дезувуирањето на неопходноста од интроспективен пробив во регионите на фактичкото и методолошкото, се крие бесилието за длабоко научна оценка на историското и како одредена даденост и како одредена развојност. Во еден асоцијативен правец може многу да се рече за новата книга на Лазар Колишевски «Историја, стварност, аспирации» и од разни страни да се разгледува нејзиниот и концизен и конзистентен текст, но највпечатлив ми се чини ефектот од постигнатото стројно единство помеѓу авторовата сушност суверена овладеаност на едно своевидно комплицирана фактографија за нашето минато и авторовиот до крај доследен и во секој поглед луциден методолошки третман на тоа минато. Тоа е најсугестивното во впечатокот од читањето на таа книга и како таков впечатокот дефинитивно се проверува низ едно непринудено неизино прифаќање како дело во кое прецизната синтеза врши органско сплетување на јасно поставени факти и јасно искажани коментари. Низ едното и другото, низ нивниот функционален сооднос, постигната е воопштеноста на единствената вистина за развојноста на македонскиот национален феномен. Несомнено е колку усетот, рефлексот и опитот на крупната политичка личност, толку и богатата и до степен на научноста доведена историографска информираност, а би рекле и соодветната пасионираност на овој автор. Го врши своето за постигање на еден згустено аналитичен и децидирано синтетичен теоретски опфат на најпремолното во бурните чинови на нашата понова историја, од средината на 19-тиот век до времето во кое беше завојувана победата на нашата национална поларизација, пишува Димитар Митрев. Но исто така треба да се акцентира и доследната и строго функционална спроведеност на методолошкиот подход со кој се додржани текстовите на, цитирам, «Историја, стварност, аспирации» на Лазар Колишевски. Затоа, средбата со таа книга е средба не само со мериторни искажувања на личност со самата создала историја, не само со автор што вонредно активно и со изразита преокупираност навлегува и во проблемите на историското, не само со длабоко инспирираниот и автентичен носител на единствениот научен метод во таа област, методот на историскиот материјализам, сосема сигурно не само и со безкомпромисното принципиелниот негатор на фалсификации со докажана политиканска здаднина, а пред се средба со длабокото органско единство, со хармоничното делување на сите тие вонредни достоинства. Поради тоа, се така длабоко впечатливи и непосредно сугестивни синтетичните линии низ кои се утврдуваат и вистините за нашата тешка национална судбина и невистините исплетени за незиното фалсифицирање. И од постаро и од поново, и од сегашно време. Сегашно време се мисли на времето кога писателот ја пишувал книгава, не во 2024. Книгата на Лазар Колишевски од гледиште на политичка преокупираност го има дејството на изразита актуелност. Но веднаш треба да се рече, тоа дејство и како посреден и како непосреден ефект е ослободено од секакви концесии спрема скрупули на политичка злободневност и непроминливо се придржува кон премисите на неумоливата историска логика.
Еден политички лидер по вокација не си дозволува ништо што е надвор од оваа логика и својата политичка совесност ја идентифицира со совеста на непристрастен историографски судник. Ништо случајно. Затоа што уште во уводниот дел се означува како еклатантно неотпорна и докажано неефикасна она историска публицистика која ги прилагодува и подчинува фактите и податоците што ги нуди историјата исклучиво на потребите на дневната политика, при кое, поради така актуализираниот пристап кон противните произволнички тврдења и тези, самата не е имунизирана од произволност, самоцелност, статичност или едностранчивост. Недвосмислено апострофирана е во овој дел и она наша историографија или историографска публицистика што паѓа во паника и ја пасивизира собствената мисла ако го сретне собственото национално име со подруги ознаки. Таа бара чисти ситуации, чисти номенклатури, а многу што во историјата и неизбежно е исповрзано и испреплетено, па постојат бројни поими за исто име и се заборава дека нема случај на национална еволуција во некаков константно исцизелиран вид, вели писателот. Кога би била во таков вид, не би била еволуција. Отворено ќе се рече во книгата Историја, стварност, аспирации на Колишевски дека некои наши преродбеници во одредено време изјавувале бугарска или српска национална свест, а слични појави се забележуваат во раните периоди и кај сите други национални преродби, дека некои наши револуционери биле српски или бугарски школувани, а тоа не им пречело да се означат со гледишта и со акции што представуваат несомнен актив во процесот на македонското национално созревање. А тие пак податоци, третирани изолирано и самоцелно, се хиперболизирани до размерите на историска вистина во една пропаганда со очевидни фалсификаторски интенции. Единечното и она што делува како фрагментарна посебност воопшто не е од интерес за историската наука. Таа тргнува со своите судови од целосното, од законитото, од типичното, од сето она што ги чини личностите и настаните еманации на епохата и на незините доминантни тенденции. И ќе се рече во поглавието за научно-марксистичко расветлување на нашата национална историја. Цитирам: сите вакви и слични појави, се мисли на одредени историски настани и личности, вели писателот, говорат само за тоа дека македонската нација не се родила одеднаш, туку низ еден процес. Говорат за условите во кои тој процес се одвивал, говорат само за тоа дека и таа се формирала во своји специфични услови, но со тие оние основни закономерности и по оние патишта кои ги минале сите нации во својот развиток. Крај на цитатот. Тргнувајќи од диалектичноста на гледиштето дека историјата може да се толкува научно само како динамичен процес во кој делуваат разновидни и најпротивречни фактори, авторот Колишевски на Историја, стварност, аспирации ќе го постави проблемот на нашата национална интеграција првенствено врз соодносот помеѓу факти и еманентни последици. И само така, и единствено резултантно може да се одвои стварното од илузорното, објективното од тенденциозното, автентичното од мистификаторското, историското од неисториското и антиисториското, она што победило и без друго требало да победи, од она што било победено и без друго требало да биде или биде победено. Токму низ диалектичкото проследување на типичниот фактографски
фонд од нашите тешки, но и се понагорни борби за национално утврдување, се согледуваат мотивите не на една теза, а на една незапирно водечка историска вистина за она што се изградило како наша национална идеологија. И бидејќи до показот на фактографското од страниците на оваа книга е поставен секогаш во строга функционалност, со коментари и толкувања, кои самите делуваат како остварена фактичност, може да се создадат и се создаваат стројно додржани и со сето во себе научно сугестивни концепции за најкомплицираните моменти во процесот на една национална еволуција. И кога се рече во книгата, цитирам, ние не можеме како буржоаската историографија да ја утврдуваме историјата поради оние или оние факти земени за себе, а наспроти целата незина објективна закономерност и наспроти незините резултати. Крај на цитатот. Изнесените пред тоа и по тоа факти и аргументи навлегуваат во нашата размисла како компоненти на една концепцијалност која се гради и доградува врз детерминираноста на актот и последицата, на чинот и резултатот, на врската помеѓу одминати и сегашни збиднувања, па затоа и низ критериумот на диалектички спроведена негација и афирмација на некогашното. Од тоа необично многу добива оценка и сугестивно делува оценочната синтетизираност. Така, и движењето на македонистите, и антиекзархискиот отпор, и феноменот на Мисирков или на македонски голос, и искажувањата на Сандански или Ѓорче Петров, и она што е досега малку познато за известни сосема одредени тврдења на Гоце Делчев, и воопшто сите конкретни историографски аргументирања во книгата ја создаваат стројната представа за единствената панорама не само на едно историски фундирано национално гледиште, кој ги содржи сите атрибути на една целосна национална идеологија, но и на една национално отпорна стварност која жилаво се борела за својата сувереност. Преминувајќи во оценочните пунктови од настан во настан, од податок во податок, од ембрионална кон развиена тенденција, Лазар Колишевски утврдува дека се наоѓаме пред процес не само на тенденција кон национална посебност, а на изразити пројави на една се поразвиена национална посебност. Поради тоа, и во она што не е борбен акт исклучиво на нашиот народ, во она што се јавува како момент за заедничко дејствување со други народи, не останува без опиплив израз и она што е длабок внатрешен глас на собствената народносна самосвест. Таков глас, уште во мугрите на македонското национално будење, а познато е колку долго и колку упорно се шпекулирало за недоумица и се уште се шпекулира, токму со постоењето на заеднички моменти помеѓу борбите на нашиот народ и борбите на други народи. И токму во несогледувањето на никулците на македонската национална издиференцираност, уште во чиновите на заедничкото и меѓусебното како израз на борбена коалиција против ист непријател, се кријат побудите и кон стари и кон нови заблуди. Поставајќи го прашањето, што не виде Д. Благоев? Што ни денеска не сакаат да видат Енчо Стајков и авторите на статијата «Националистичка критика» во зборникот на Историскиот институт на БКП? Лазар Колишевски ќе биде со еден одговор што представува клучна синтетизаторска концепција и оценка на длабоката историска фундираност на нашиот национален процес. Цитирам, Благоев не виде, а неговите наследници не сакаат да видат, макар што се тие сега суочени со една стварност на слободна нација оформена во своја држава, дека заедничката борба против елинизмот израснуваше во заедничката цел
да се спречи една општа опасност за развитокот на македонците и бугарите. Додека тој развиток не го бранеа како еден, ами како два одделни народи, тоа е секој како свој посебен национален развиток. Дека тоа веднаш избувна со сета сила кога екзархијата се обиде да ја замени патриаршијата со асимилирањето на македонците, дека овој отпор беше толку жесток, што за неговото скршување се појави борбата на пропагандите, со што конфликтот почна се посилно да зема облик на политичка борба, дека во таа ситуација, особено по Стефанската Бугарија, која отвори една платформа за засилена акција на создадената бугарска држава, дури со вооружени чети, и самата борба на македонскиот народ стихино се ориентира кон организирана револуционерна и вооружена акција ВМРО во одбрана националната посебност и животните интереси на нашиот македонски народ. Познато е што се случи и како се развива натаму работите. Крај на цитатот. Истакнувајќи го фактот дека аспираторските пропаганди спрема Македонија се јавуваат како преден непријател на македонското преродбенско и национално ослободително движење, Лазар Колишевски со подцртана релевантност го истакнува контрафактот дека и тоа движење се јавувало како преден непријател спрема сето она што водело кон остварување целите на аспираторските пропаганди. Всушност, низ проследувањето на метаморфозите во аспираторските махинации, најасно се согледуваат и растежот и се поновите и се поефикасни облици на битките за македонската национална афирмација. Затоа и се побрзо се губат илузиите кај аспираторите за присвојувањето на македонците единствено по пат на некаква просветителска пропагандност, за да се премине кон бруталноста на тероризмот и до злочинот на воената анексија. Поглавието и плановите на големосрпската пропаганда беа создадени врз нестварни и погрешни сметки, во кое за прв пат се изнесени аргументи од необична историска важност, сосема прегледано го разоткрива токму сообразувањето на аспираторските сили и менувањето на нивната тактика со динамичниот растеж на македонската национално-ослободителна борба. И не друго, и суштината и се посложените размери на таа борба се најсигурното мерило за нејзиниот единствен национален карактер и за суштинските побуди во походите на аспираторските интервенции. По силата на фактите и по силата на последиците и само како блеф со историската фактичност може да се означат и се означуваат во книгата и старите и новите словоборства за Сан Стефанска Бугарија и за Берлинскиот договор како преломни чинители во историјата на македонскиот народ. Покрај изнесувањето на аргументи со кои одново се оживува вистината на Сан Стефанска Бугарија како 100% фикција и како една најпрозрачна игра на рускиот царизам за доминација на Балканот преку разгорување на меѓубалкански вражди, особено важна е поставката која е една лекција на историјата дека не постои сила која може да создава и да решава национални проблеми по пат на политички комбинации. Македонската нација фактички и се има афирмирано низ крвави борби против политичките комбинации. Децидирано истакнува Колишевски. А историјата од своја страна тврди дека не постои нација што се создала и што се развила по силата на политички декрет. Ако македонците беа бугари, ни Берлинскиот договор од 1878, ни договорите по сите војни за Македонија,
а против Македонија, ни одлуката на Коминтерна од 1934 година, ни скрупулите на било кое балканско политичко раководство за мир и добрососедство помеѓу балканските земји не ке им препорачеа или тоест попречеа да се остварат. Не ке им попречеа да се остварат порано или подоцна како бугари. Наспроти тоа, низ продолжителни тешки борби се остварија како македонци по силата на своето собствено самочувство. А тоа ке рече по силата на едно објективно, неуништиво национално самочувство. Но неодржливоста на такви одамна познати и во најново време драстично обновени тврдења е неодржливост на не толку на една заблуда, отколку на еден изграден политички однос и став. Затоа, она што и сега се тврди за постоењето на македонската нација единствено како функција на политички комбинации е симптоматично. Во прв ред како оголување не на нешто друго, а на една шовинистичка теорија и практика. Чудното, пак, и чудовишното е во приграбувањето на таа теорија и на таа практика од тие што по правило не би требало да имаат никаков заеднички јазик, ни со нивното оживување. И бидејќи прифаќањето на едно шовинистичко гледиште означува неприфаќање и повеќе од тоа, директна опозиција на марксистичката теорија за националното прашање, сосема сватливо е зошто некои вчерашни и денешни лидери на бугарското комунистичко движење, а со нив и нивната апаратура, знаат да се покажат како извонредни мајстори на собствената противречност и на собствениот заборав. Ако Енчо Стајков или Димитар Ганев заборавиле што тврделе, и Маркс и Ленинова искра и Димитар Благоев за Сан-Стефанската фикција, или за заднимскиот карактер на руските царистички походи во земјите на Балканот, всушност тие не забораваат ни за себе, ни пред другите, дека се мајстори не само на противречности и заблуди, но и на незаборавот на еден најопиплив великобугарски шовинизам. И со изострениот политички усет на еден Лазар Колишевски ќе се изрече една тешка, една гочлива вистина. Тоа е трагикомичност на цела една политика, на цело едно раководство. И никој повеќе од реализаторите на таа трагикомичност не се потрудил подобро и поавтентично да ја потврди лапидарната формулација на Колишевски. И сето што е изнесено во поглавието никогаш не се оствариле плановите засновани врз илузии и пусти желби, е показ на стерилните ламентации на една политика, која со елементарен националистички сентиментализам ја докажува својата фрампантна нереалистичност. И само така стои, и само така се објаснува 100% произволност на легендата за македонската нација, како игра на политичкиот случај. Она пак што стварно личи на игра во случајот на овој зифовски обид за дезавуирање на историски фундираниот македонски национален процес со неговата врвна победа, создавањето на Народна република Македонија, е создадена представа за една потполно емагинарна марксистичка самоадресираност на учесниците во овој акт на еквилибристичко играорство. И кога Лазар Колишевски загрижено предупредува, цитирам, секогаш напуштањето на марксизмот во политиката на една работничка партија остава тешки последици на самиот развиток на социјализмот, крај на цитатот, читателот со одредени асоциации размислува над книгата, расчистувајќи си ги во својот дефинитивен суд вистините за поразите и за победите во новата историја на својот народ и одново заклучува дека нашето минато како наше национално минато, со своите најреални, најживотоспособни акции и тенденции, го преследувало врвниот чин на една слободна национална сегашност,
која се оствари и како социјалистичка и одново и длабоко во себе ја утврдува судбоносната вистина дека во една социјалистичка револуција и како неизбежна последица од еден доследен марксистички третман на национално прашање се роди за живот и за сестран напредок феноменот на Народна република Македонија. Затоа, во посоката на изнесените во книгата Историја, стварност, аспирации на Колишевски, вонредно значајни аргументи, придружувани со луцидни и во методолошка смисла, конзистентни концепции и коментари што водат кон стројни синтези, авторот на книгата автентично ја изразува врвната победничка вистина што стои како фокус на низата од борбени вистини по врвиците на една национална историја и на една национална сегашност со едноставната, но затоа незаменлива сугестивност на заклучокот. Цитирам: тука и не може да се каже што и да е посилно од самото постоење на Народна република Македонија и на незиниот сегашен развиток на сите полиња од општествената дејност. Тоа беше четивото насловено кон вистините на една историја и на една сегашност на авторот Димитар Митрев и книгата и делото Пиринска Македонија. Следниот пат ќе продолжиме со четивото Илинден 1903, преломен чин и патоказ во национално-револуционерната борба на македонскиот народ. Ете толку за денес, 8 јануари 2024 година. Се слушаме по 2 дена. Јас ви благодарам за вашето внимание и ви посакувам се најдобро.
Do gledanja.